Добре дојдовте во ова издание на темата на неделата. Бројките на заразени со COVID-19 и покрај преземените мерки постојано растат, а болниците се преполни со пациенти. Тоа предизвика своевидна трка со времето за изградба на дополнителни клиники и прилагодување на постојните, но и на лекарите и медицинскиот персонал на условите на сегашната пандемија. Македонските болници во ова време на пандемија мака мачат со соодветни капацитети и кадар. Од друга страна, здравствените власти постојано велат дека работите се под контрола и има доволно слободни кревети во болниците. Македонското здравство, меѓу ковид потребите и реалните можности, во репортажата на екипата на Радио Слободна Европа, која беше во еден ковид центар. Амбулантни возила кои често се гледаат низ скопските улици потсетуваат дека многу луѓе секојдневно се борат за здив и живот. Кој живееме деветиот месец од пандемијата со коронавирусот што го зафати светот. Граѓани на социјалните мрежи се жалат дека тешко се доаѓа до преглед, а уште потешко до болнички кревет. Заморот на медицинскиот персонал и нетрпението на граѓаните се дел од причините за таквата слика. Но во дел од ковид центрите на скопските клиники сликата е поинаква. Ние го посетивме ковид приемниот центар на клиниката за неврологија, каде што се хоспитализирани околу 40 пациенти. Во ковид центрите доаѓаат пациентите кои се гладни за воздух. 62 годишниот Ацо Камчев по неколкудневна изнемоштеност бил примен на неврологија, каде што сега состојбата му е подобрана. Чувствував слабост и смоштеност. Бев примен, подложен на оние редовни проверки на компјутерска томографија. Самото лекување продолжи, мислам, без никаков проблем. Можам да кажам дека персоналот во целост беше посветен на својата работа, не само во мојот случај, туку и во однос на сите останати пациенти се чувствувам лично релативно добро, благодарение на самата неја. Многумина од пациентите не сакаат да зборуваат за искуството со болеста. Дел од нив и не можеа поради маските со кислород на кои беа приклучени. Во интензивниот дел се лекуваат пациенти со потешка клиничка слика. Медицинскиот персонал кој се грижи за болните вели дека во Центарот на неврологија добиваат кислород и потребна терапија за да се изборат со коронавирусот. Овој центар хоспитализираа ковид пациенти во последниве месец дена, па за персоналот ова е сосема нова здравствена проблематика со која сега се справуваат. Главната медицинска сестра вели дека за нив ова е стресно, но и нешто поемотивно во однос на медицинските работни задачи од претходно кои што ги имале на неврологија. Сите сме исплашени, и персоналот е исплашен, и пациентите, меѓутоа, кај нас секогаш преобладува на смирено, љубезно, значи со трпение, мора да има обострано трпение, иако пациентите нели доаѓаат со глад за воздух, па имаме ние концентратори што веднаш се уклучуваат на тоа, што им се пружа првата помош, да кажеме, на пациентите, така да успеваме некако да се справиме во тој поглед. Докторите во овој ковид центар доаѓаат од пулмологија, а на помош им се дојдени и тројца доктори доброволци од воената академија. Недостатокот на кадар и на медицински капацитети се клучните проблеми во македонските болници. Во внатрешноста на земјата овој проблем е поизразен, особено поради недостигот на инфектолози. Во изминативе недели бројот на новозаразени нагло се зголеми во Прилеп, речиси 3000 заболени и над 130 починати. Градскиот татко Илија Јовановски, кој по професија е ортопед, повторно го облече белиот мантил и влезе во инфективното прилепско оделение да волонтира. На помош ги повика и матичните лекари. Матичните лекари ќе се приклучат на мојот повик, на кризниот штаб. За жал, на помала бројка, тоа што очекував, морам да признам, ама во секој случај, оние што се пријавија во овој момент, е доволно за почеток, во понатамошниот тек од настаните, јас верувам дека ќе се пријават уште некој. Зголемениот број на ново заразените ги наполни болничките кревети на инфективните оделенија со пациенти заразени со COVID-19. Своите кревети за ковид пациенти ги отстапија и многу други болници и клиники, каде што вкупно во скопските болници се лекуваат речиси 500 ковид пациенти. Во другите градови во болница лежат околу 800 заболени од коронавирусот. Во изминативе 10 месеци со коронавирус се заразиле над 60.000 луѓе.
Од нив активни случаи се над 20.000. Битката за воздух ја изгубија над 1700 луѓе. Грчките власти пак деновиве презедоа 2 приватни клиники и нивниот персонал во Северна Грција за лекување на COVID-19, бидејќи државните болници се под притисок поради големиот број на заразени во последните неколку недели. Грчкото Министерство за здравство претходно побара да бидат ставени на располагање кревети во приватните болници за третман на пациенти со COVID-19, но не беше најдено заемно прифатливо решение. Είσαι στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Είχες ένα πρόβλημα με το αναπνευστικό σου. Δεν μπορείς να μου μιλήσεις αυτή τη στιγμή γιατί έχεις ένα ψωμίο στο στόμα. Θα τον βγάλουμε και θα μου μιλήσεις. Με καταλαβαίνεις που σου μιλάω? Лекарите и медицинските сестри во болницата Папа Николао работат деноноќно за да може да ги лекуваат сите пациенти, откако во овој втор бран бројките се зголемија за 5 пати од минатата пролет. Креветите во единицата за интензивна нега се скоро полни. Тие стравуваат дека нема да можат да им дадат соодветна грижа на пациентите. Νομίζω ότι τα νοσοκομεία και το σύστημα είναι ήδη στο όριό του σε αυτό το κύμα και πραγματικά ανησυχώ πάρα πολύ για την εξέλιξη. Νομίζω ότι τα αριθμητικά δεδομένα είναι πάρα πολύ ανησυχητικά. Повеќе од 150 вработени се ангажирани во целата болница, каде што се лекуваат 152 пациенти со коронавирус. Διαφέρει στο ότι ο αριθμός των ασθενών είναι πολύ μεγαλύτερος από όσο ήταν. Η πίεση είναι πολύ μεγαλύτερη και για τις κλινικές και για τις μονάδες. Και αυτό που έχουμε δει μέχρι τώρα είναι ότι οι ηλικίες είναι πολύ χαμηλότερες από όσο ήταν. Αντί για τους 80 έχουμε πλέον 40, 50 και 60. Објавувањето од страна на производителот на лекови Pfizer за ефикасна експериментална вакцина доаѓа како олеснување, вели докторката Георгија Васијалиду, но Вуцас е предпазлив оптимист. Η ανακάλυψη του εμβολίου από τη Pfizer, έτσι όπως παρουσιάζεται στο διεθνή τύπο, είναι σίγουρα ένα θετικό γεγονός. Προσωπικά είμαι αρκετά επιφυλακτικός στο πότε θα έρθει, ποια αποτελεσματικότητα θα έχει, ποιο μέρος του πληθυσμού θα προλάβει να εμβολιαστεί. Θετικά νέα, αλλά ακόμα διατηρώ τις επιφυλάξεις μου για το πόσο θα μπορέσει να λειτουργήσει έτσι όπως ελπίζουμε. Грција има тринеделно заклучување, второ оваа година, во обид да го ограничи ширењето на инфекциите со COVID-19. Во Грција, кој има околу 11 милиони жители, потврдени се повеќе од 85.000 случаи на вирус, а 1350 луѓе почина. Стапката на позитивност во Солун, процентот на сите тестови на коронавирус, кои се позитивни, е 32%. Министерот за здравство Василис Кикилијас во Солун одржа итен состанок со представници на здравствениот сектор и во болниците во градот беа додадени уште 50 кревети. Опишувајќи ги напорите за совладување на вирусот во Солун како огромна битка, тој апелираше до јавноста да се придржува до мерките и да ги почитуваат лекарите и медицинските сестри кои неуморно работат. Τώρα και στην πίεση και στη δυσκολία της στιγμής θα καταφέρουμε να τα απεξέλθουμε, αρκεί, επαναλαμβάνω, να αναρωτηθούμε τι πήγε λάθος και να σεβαστούμε αυτούς τους ανθρώπους. Αυτοί οι άνθρωποι δουλεύουν ασταμάτητα, ξέρετε, μήνες τώρα, μήνες. Δεν καταλαβαίνουν αποκούραση, δεν τα παρατάνε. Во болницата Папа Николао персоналот во интензивно ги третира пациентите со вентилатори, велики им да не се грижат. Ελπίζουμε να μην ξεφύγει, αλλά είμαστε προετοιμασμένοι και γι' αυτό. Δεν θα φύγουμε από εδώ καθόλου. Facebook, Twitter и YouTube на македонската редакција на Радио Слободна Европа се отворени за вашите мислења и коментари за справувањето со тековната пандемија на COVID-19. Пријатно почитувани.